Добар ден, криптоентузијасти, во уште едно видео од напредниот курс за техничка и фундаментална анализа. Тоа е 139-тото видео. Скоро сме до јубилејни 140. Долга листа на материјали кои што се наменети за македонците да можат да научат се околу финансиска писменост и крипто. А со тоа денес ќе разговараме на темата крипто и криминал. Односно да видиме дали навистина крипто е извор за криминал. Односно во оваа ситуација треба да го разбиеме оној фамозен став на поголемиот дел од, би рекол, инвеститорската фела, дека крипто се користи исклучиво за криминал. Нормално пред да преминеме таму, како и секогаш во овоедниот дел, со оглед на фактот дека станува збор за неделно специјално видео, ќе поразговараме што не очекува следната недела. Почнуваме од вторник повторно со работа, со тоа што ова ќе биде видеото од претходната недела, кој што не успеавме да го обработиме, тоа е нормално Altcoin Investi, се што е ново нормално во крипто светот. Потоа во среда ќе го имаме јубилејното 140-то видео од овој курс за техничка и фундаментална анализа, каде што ќе разговараме за фьючерс. Од четврток ќе имаме лайвстрим во вечерните часови. Тоа ќе биде лайвстрим на тема геополитика и крипто, каде што имаме многу да обработиме, затоа што не сме имале во последните 3 недели на оваа тема лайвстрим. Сабота ќе имаме Altcoin техничка анализа според вашите гласови нормално. А недела ќе имаме уште еден лайвстрим, на тоа ќе биде со Patreon заедницата, каде што нормално еднаш месечно Patreon заедницата правиме лайвстрим на Microsoft Teams, каде што разговараме за сите нивни прашања, проблеми и се што ги интересира поврзано со работата на Patreon заедницата, како и на нормално крипто и финансискиот свет. Уште еднаш ќе напоменеме, тоа ќе биде во недела на 8 јуни во 9 часот навечер. Сега, за оние кои што потенцијално не се дел нашата Patreon заедница, би им препорачал да станат, со тоа што може да пробаат да видат како е да се биде дел од истата 7 дена бесплатно. Линк од самата Patreon заедница може да најдете во секој од нашите видеа во дескрипцијата. А во меѓувреме, како што кажавме, значи целата материја на нашиот канал секогаш била и ќе биде бесплатна за сите македонци. Ова е само мала помош која што гледачите ни ја даваат за нашата работа, со цел да можеме да го дигнеме каналот и неговата работа на уште повисоко ниво. Од овие средства ги организираме и настаните, како што беа предавањата во Велес и втората македонска криптоконференција исто така во Велес, 2 дена, 6 предавачи, огромна количина на знаење, сето тоа платено и организирано од оваа наша Patreon заедница, со тоа што привилегиите кои што ги добивате од Patreon заедницата покрај месечниот лайвстрим, како што кажавме, каде што секој од вас кој што е дел од Patreon ќе може да биде дел и од овој лайвстрим и нормално да разговара директно со нас лице во лице. Дополнително имате пристап до сите овие наши чартови, каде што имаме огромна количина на информации, едукација и така натаму. Значи ова е едноставно да најдеме начин како една заедница да може да функционира заедно, со доверба, без шилање, без анонимус и едноставно да можете навистина да научите што повеќе и да добиете информации за целата оваа крипто и финансиска сфера. И уште еднаш ќе напоменам, значи ова е најдобриот начин да на некој начин бидете обкружени со една здрава средина во која што имаме и нови и искусни инвеститори и тоа сите македонци кои што работат на истата цел: едукација и проширување на вашиот капитал во вашето портфолио, со тоа што доколку потенцијално сакате тоа да го направите на годишно ниво или пак најчесто имате проблем каде што не можете едноставно да уплатите, значи некогаш се случува банките во Македонија да не дозволуваат вакво нешто, да можете тоа да го направите според инструкциите на овој слайд на годишно членство, каде што практично, како што може да видите и сами, ќе добиете и 20% попуст за потенцијално да. И уште една интересна придобивка на нашата Patreon заедница, од време на време организираме настани кои што се поврзани со истата, како и овој шаковски турнир кој што ќе се одржи во вечерните часови, денеска, каде што гледате и самото видео. Значи, многу лесно може да најдете како да бидете дел од ова, не е само за Patreon заедницата нормално, значи на нашиот канал на Facebook може да го најдете ова во Featured, како настан кој што ќе се одржи денеска во 9 часот. Регистрирањето за самиот турнир, значи на дискусија во истиот може да ги најдете линкот до овој турнир и може да се регистрирате после 8 часот вечер со цел да направиме неинтересна дружба помеѓу сите оние кои што се или не се дел од самата Patreon заедница. Слободно пријавете се да се дружиме малку, нели надвор од оваа стандардна шема на едукација и инвестиции, каде што оној кој што ќе победи ќе добие маичка од претходните дизајни кои што ги имавме во склоп на
криптогемиџија кооперацијата и уште еднаш сите битни линкови до нашите социјални страни може да ги најдете на секој од нашите видеа во неговата дескрипција. Линк до Patreon заедницата, линк до криптогемиџија кооперацијата, каде што имаме понекогаш некои интересни рекламни материјали. Ова е нашата добротворна програма која што користиме за помош во Македонија кога нели тоа е потребно и кога имаме собрано доволно средства. Потоа ги имаме нашите социјални мрежи, би препорачал да ги заследите затоа што има многу информации надвор од стандардната програма која што ги споделуваме постојано на социјалните мрежи, како и нашите резервни канали, вклучувајќи го последниот, а тоа е Dailymotion, каде што од почеток почнавме да ја имплементираме целата програма, овие 140 видеа на напреден курс за техничка и фундаментална анализа, одека сме стигнати до 26-тото, така да во утринските часови скоро секој ден објавуваме по уште едно видео. Доколку не сте ги проследиле, би било паметно да го проследите овој нов канал, на кој што ќе можете да проследите целата наша материја од самиот почеток. И како и секогаш, една мала поддршка која што барам од вас за нашата упорна работа за македонците е лайк, шер, сабскрајб, комент на сите наши, да речем, содржини со цел да оваа бесплатна материја за македонците се прошири до што повеќе македонци. Така да со тоа можеме да почнеме со денешниот материјал, каде што, како што кажавме, ќе разговараме на многу интересна тема, а тоа е нормално колку практично крипто светот е на некој начин вкоренет или пак дел од криминалниот свет во финансиите на глобално ниво. Значи, како што кажавме, тоа е прашањето кој што ќе се обидиме да го одговориме денес и почнуваме од на некој начин интересни податоци и репорти кои што ги имаме за 2023 година, каде што јавно се зборува за тоа колку средства има во така речено криминалниот свет во 2023 година и генерално и во претходните ќе погледнеме, но еве 2023 година ја земавме како репер со оглед на фактот дека за 2023 година се уште 24 се извинувам, се уште не се обработени податоците за да имаме соодветна количина, така да најдобри информации имаме за 2023 година како најблиску до овој момент да видиме нели колку крипто реално е или не е дел од овој свет. Сега, ова е од Nasdaq, како што може видите и сами. Значи, еве како изгледа прилика во 2023 година сме имале 3,1 трилиони долари од било каков тип на нелегални нелегални активности, со тоа што гледаме дека најголем дел, околу 800 милиарди, се во дрога, 346 се во, за жал, верувале или не, трговија со луѓе, 11,5 милиарди се во финансирање на тероризам генерално, така да има многу и сега натаму имате уште некои интересни, како 486 милиарди во скемс, значи она се измами така речено. Дополнително гледаме дека истото е потврдено од неколку, да речам, различни организации. Ова е Organized Crime and Corruption Reporting Project, каде што истата ситуација, 3,1 трилион во 2023 година, оприлика распределбата е иста. Значи гледаме дека поголемиот дел ги даваат оприлика истите информации и ова е Visual Capitalist, знаете дека го следиме доста, многу интересна страна, има многу интересни податоци кои што може да се забележат, каде што е повторно, че околу 800 милиарди во дрога, организиран криминал 2 трилиони оприлика, 347 милиарди во трговија со луѓе, 12 милиарди во терористичко финансирање и така натаму, но оприлика гледаме дека податоците се исти, така. Што значи дека генерално вкупната количина на криминал во светот на годишно ниво во 2023 година произвела 3,1 трилион долари профит. Така, тоа биле капитал кој што е едноставно обезбеден преку овој тип на активности. Со тоа што од овој профит од 3,1 трилион гледаме еве колку моментално успеале да на некој начин исперат. Така, значи ова е перање на пари или така речено легализирање на овие нелегални средства, значи успеале да ги легализираат и тоа погледнете. Значи не заборавајте сега каде е овде интересниот дел. Ова е ставка која што многу тешко може да се осигурате дека на вистина е вистините. Зошто? Затоа што станува збор за криминални фондови. Во основа, криминалните организации не сакаат вие да знаете дека истите постојат, а уште повеќе дека истите се легални или нелегални, се разбираме. Така да поради оваа причина ова е само проценка која што ја гледате и сами Обединетите нации ја направиле, дека од прилика
До 2023 година, па и на годишно ниво прилика, пазете, значи овдека е буквално според просек кој што е земен до сега, се берат околу 800 милиарди до 2 трилиони долари на годишно ниво. Негде од 2 до 5% од вкупниот GDP, односно бруто домашен производ на целата планета. Замислете колку голема количина на пари успеваат да станат легални кога станува збор на глобално ниво. Сега, погледнете, чисто онака да ви стане јасно околу перењето пари. Значи, перењето пари не се одвива, како што многу луѓето размислуваат, не сам во Русија, Кина, во Ирак, во Иран, нормално во овие земји кои што се нецивилизирани. Погледнете кои се на прво место по перење на пари. Значи, по прво место апсолутно шампиони, со 10 пати повеќе случаи од било кои други, значи пријавени случаи, 11.472 случаи се Мурика. На второ место со 1664 е Мала Британија, и ако продолжите понатаму, другите се така речено скоро и неспоредливи, но еве чисто да знаете, следен пат кога ќе ви кажуваат за тоа дека нели сите овие диктаторства и тоталитаристички нели режими се перење на пари и така натаму, еве чисто покажете им слободно, значи ова е потврдено од доста различни, како што може видите, агенции, дека најголем дел од перењето пари се одвива токму во најголемата демократија во светот. Сега, Chainalysis, чисто за оние кои што потенцијално не знаат, е официјално најголемата корпорација која што занимава со on-chain tracking. Односно, идејата на оваа корпорација е буквално тоа. Истражување на било каков тип, не само на нелегални, туку на било каков тип на on-chain трансакции. Така, значи имаме ситуација во која што оваа посебна, како што гледате и сами, chainalysis.com, страна или како да кажам корпорација, која што е поддржана од огромна количина на големи ентитети, како конкретно од крипто, значи Coinbase, Kraken, Crypto.com, Tether, така, Fireblocks исто така, додека кога станува збор од банки, ова е една банка, BNY Mellon е втора банка, и Toro е платформа за било каков тип на капитални средства, најчесто нормално за акции и за ресурси. Така да гледаме дека на вистина огромна количина на сериозни ентитети стојат позади оваа компанија и се нејзини, така речено, клиенти, се разбираме. Односно, чисто за оние кои што не знаат, значи кога ќе се случи било каков тип од нелегален аспект во крипто, ова е компанијата на која што се јавувате, се разбираме. Значи, до сега безброј случаи биле решени поради тоа што Chainalysis била вклучена во делот со истражување за тоа што се случило во конкретниот случај. Така да ова е крајно позитивно да го имате како нели информација. Со тоа што гледаме дека работат и со голема количина на легални на државни ентитети, посебност од аспект на ентитети кои што се поврзани со спроведување на право, значи и на интернационални, како што може видите и сами. Значи идејата дека оваа корпорација навистина соработува со многу високи ентитети кога станува збор за било каков тип на крипто криминал. И затоа има и најдобри и најсвежи, би рекол, податоци кога станува збор за овој сектор. За жал, се уште го немаме конкретно, да речем, репортот за 2024 година, каде што они има детални информации, буквално од сега знаете каде е предноста на on-chain, тоа што постојано го зборувам. Предноста е во тоа што on-chain, односно блокчейн како технологија е транспарентна. Со исклучок на некои privacy коини како Monero и Zcash, значи ние зборуваме за 99% од значи проектите во оваа сфера се целосно транспарентни и може многу лесно да се води тракинг на сите трансакции за тоа каде се одвиваат, каде продолжиле, кој ги повлекол овие средства и така натаму. Така да, ова е една работа која што многу леснува работата кога станува збор за тракинг на било каков тип на нелегални активности. Нешто што е практично невозможно кога станува збор за кеш, па затоа и до ден денеска околу 90% вкупната количина на криминал во светот се одвива токму во кеш. Но кеш и понатаму користиме, а за крипто се уште стои она фама дека нели крипто е само за криминал, дека само криминалци користат крипто, ајде да погледнеме. Значи, оприлика ги имаме бројките кога станува збор за светскиот криминал. Јас овдека си земам за дозвола да ги запишам, за да имаме оприлика идеја со што и како ги споредуваме се тоа. Значи, овој money laundering activity spread across service deposit addresses in 2023
3 е уствари еден од основните репорти кои што моментално користиме со цел да можеме да објасниме што се случувало во текот на 2023 година, со тоа што ќе влеземе и во детали, односно не само што ќе обработиме генерално како изгледало перењето пари за кои што моментално зборуваме според табел под мене, туку и ќе разговараме за криминалните активности една по една и обемот на капитал кој што бил направен во крипто. И ќе споредиме колку е тоа во однос на светскиот обем на истиот тој криминал и перење на пари. Сега, прва работа, според самиот репорт, кој што мораме да забележиме, е дека во основа, како што можеме да видиме сами од 2019 година па до денес, на крипто, да речем како еден сектор на технологија, успеале да исперат средства од 11 па до негде 30 милиарди, во просек негде околу 20 милиарди. Значи, да речеме дека, иако не е толку, помалку е, но како и да е, да речеме дека во просек успеале на годишно ниво да исперат, односно да легализираат, значи тоа е преку ставање на овие средства во криптовалути, користење на разни, да речем, служби, кои што ќе ги спомнеме малку подоцна, да успеат да ги легализираат овие средства, едноставно да станат легални, се разбираме, значи да имаат како на некој начин легално покритие и легален извор, така. Со тоа што 20 милиарди, споредбено со количината на средства кои што се перат на годишно ниво, кои што се легализираат на годишно ниво, дури да ја земеме долната граница, нема да ја земеме горната граница, која што е 2 трилиони, ќе ја земеме долната граница, која што е 800 милиарди. Така, да речеме дека само 800 милиарди на годишно ниво се средства кои што успеваат да ги легализираат од криминал. Така, споредбено со тоа, околу 20 милиарди на годишно ниво долари, кога ќе ги споредиме, односно споредбено со 800 милиарди долари на годишно ниво, тоа е негде околу 2 до 3% искупната количина на средства кои што на некој начин успеале да бидат испрани, така. Значи, само 2 до 3%, и тоа пак ќе кажам, во случајов доколку станува збор за 800 милиарди, доколку станува збор за 2 трилиони, тогаш ова е помалку и од практично 1%. Се разбираме. Значи, помалку од 1% од вкупната количина на пари кои што се легализирани се во крипто. Помалку од 1%. Дали тоа вас ви изгледа како страшна, голема бројка, проблематична бројка, кога во најлош случај се 2 до 3, во најдобар случај се негде помалку од 1% од вкупната количина на пари кои што се легализирани, односно испрани. Така. Ајде да продолжиме понатаму. Погледнете го ова. Колку проценти од вкупната количина на трансакции од сите трансакции во текот на годината биле уствари нелегални, односно биле поврзани со некаков тип на криминал. Значи, покрај фактот што станува збор само за 2 до 3%, од 1 до 3 би рекле проценти на средства кои што се испрани преку крипто, погледнете. Значи, никогаш не надмила ниту 1% количината на трансакции кои што биле замешани со било каков тип на нелегални дејства. Во 2020 година 0,7, за разлика од тоа гледаме дека во 2024 година сме имале само 0,14. Што значи дека станува збор за значително помалку од 1% од трансакциите во крипто се уствари трансакции кои што се поврзани со криминал. Значи 99, нешто проценти од вкупната количина на трансакции на годишно ниво се комплетно легални. И тоа може да се докаже, затоа што за разлика од било каков тип на кеш и други капитални добра, за секоја трансакција во крипто стои соодветен запис за тоа кој на кого, што и кога му дал. За разлика од тоа, погледнете колку уствари од криптовалутите се дел од криминал, затоа што многу често се зборува како криптовалутите се тие кои што се проблем. А овдека гледаме дека тоа за жал не е така, туку станува збор за стейблкоините, односно од 2020 година па до 2024 година гледаме дека се повеќе и повеќе процентуалната застапеност на нелегални трансакции е многу повеќе во стейблкоини, и тоа повеќе од 60%, за разлика од алткоини, етериум или биткоин. Значи, многу мала количина на алткоини првенствено и етериум, многу повеќе во биткоин и највеќе во стейблкоини. И интересна работа, исто така која што мораме да забележиме, е дека најголем дел од овие средства кои што се перат на некој начин преку крипто, не се од надворешни илегални дејства. Туку погледнете,
најголем дел од средствата кои што се перат во крипто се токму криминални дејности кои што се и остварени во крипто светот. Погледнете, значи најголем дел од средствата кои што од 2022 во 2023 година биле променети, односно да речем испрани во оваа технологија, биле од што? Од cross-chain bridge, односно знаете и сами дека највеќе во крипто досега се на некој начин се заработило преку нелегални действија од хакови на мостови помеѓу било каков тип на проекти. Затоа што истите се доста ранливи и ваквите мостови се користат за на некој начин да се одземе противправно капитал од овие блокчейни. Со тоа што гледаме дека најголем дел другото е неспоредливо. Кога би го погледнале, значи погледнете, во однос на тоа каков тип на криминал станува збор. Дури имаме и огромно намалување, како што може видите и сами. Единствено што можеме да видиме и понатаму е украдени фондови кои што се дел од криптосветот и кои што најчесто се злоупотреба на мостови помеѓу проекти. Со тоа што гледаме дека најголем дел од овие средства, откако ќе бидат, да речем, испрани или одземени, се депонира на што? На централизирани менувачници. Повеќе од 50%. Околу 50 до 60% од средствата кои што се илегални се депонира на централизирани менувачници. Со тоа што ние знаеме дека полека се движиме кон децентрализирање на оваа сфера, само прашање на време кога централизираните ентитети ќе го намалат, да речем, процентот на кој што го поседуваат на овој пазар. Значи, самите децентрализирани менувачници од така речено нивниот почеток во 2021-2020 година до денес веќе имаат околу 15% вкупниот пазар. И верувам дека тоа ќе продолжи така да расте. Значи дека централизираните менувачници се дел од проблемот. Но да не забораваме дека истите и постојано соработуваат со било каков тип на ентитети, без разлика дали се chainalysis, дали се ентитети од, да речем, законот, кои што помагаат во зопирање на овие криминални действија. И гледаме дека најголем дел од трансакциите кои што моментално се случуваат во криминалниот дел од крипто се во минимални трансакции од 5 до $100. Гледаме дека најголем дел од трансакциите кои што се случуваат успеале да бидат направени во најмала количина, се разбираме, незначителни. Додека најголема количина на капитал која што успеала да помине, да речем со депонирање на средства, криминални нормално валути, криминална количина на средства, е од 10 до 1 милион, од $10,000 до 1 милион, каде што имаме вкупно $6 милиарди кои што успеале да преминат, така речено, преку било каков тип на off-ramp, fiat, ова се така речено услуги кои што дозволуваат да ги замените вашите средства со долари надвор од крипто блокчейн светот. Сега, значи ова што успеаме да го заклучиме, како што кажеме, дека станува збор за екстремно мала количина на капитал која што успеале да ја исперат на некој начин преку блокчейн валутите, со тоа што како што веќе видовме, станува збор за екстремно како што рековме, станува збор за екстремно мала сума од мала количина од трансакциите кои што се одвивале на годишно ниво и како што видовме, најголем дел од овие нелегалности се во стейблкоините, не во криптовалутите во кои што ние активно инвестираме. Што значи дека екстремно мала количина од крипто технологијата е директно замешана во овие криминални активности. Сега ќе продолжиме нормално на следен аспект да разгледаме како изгледа моментално во однос на криминалните активности, че ова беше перењето на пари, а сега ќе поразговараме околу криминалните активности кои што се на некој начин дел од криптосветот и колку тие се дел од сето она што е практично криминал во светот. Така. Значи, како што веќе кажеме на самиот почеток, станува збор за голема количина на капитал. Значи, како што кажеме, имаме $3,1 трилиони на средства кои што се профит од криминални активности во 2023 година. Сега, она што постојано се зборува, она демонизирање на миксер службите, еве ги повторно Обединетите нации, пошто многу ја разбираат, значи дека миксер службите се најголем непријател, број 1, не знам, тралала, каде што објаснувањето за оваа миксер служба, прво што представува, е уствари обезбедување на анонимност на луѓето кои што имаат криптовалути во превод. Ако вие сакате да се заштитите,
и едноставно да ја раскинете врската на овој тип на технологија, која што постојано врши тракинг на вашите транзакции. Вие практично користите миксер служба која што буквално ја прекинува оваа врска. Као што знаете и сами, една криптовалута од нејзиното настанување постојано се следи за тоа во кој новчаник е, кој на кого ја префрлил, каде е искористена и така натаму. Со тоа што за да можете ова да го прекинете, вие користите ваков тип на миксер служби, каде што овие криптовалути се депонираат и како функционира. Да речеме дека вие имате еден биткоин, кој што досега имате јасна историја на тракинг каде се е бил до овој момент. Кога ќе го депонирате овој биткоин, значи вас миксер службата ви депонира иста толку голема количина на биткоин, но од друг корисник, каде што ги заменува ја заменува сопственоста на различни корисници, односно депоненти на крипто, во однос на количината која што имаат со други. И на тој начин ја прекинува оваа врска на тракинг. Да, реално ова може да се користи за перење на пари во крипто секторот, иако иницијалната цел не е тоа, но една работа која што треба да забележиме е дека она демонизирање на овие служби, еве чисто да видите како изгледа, само 504 милиони од вкупно 20 милиарди капитал кој што бил искористен во, така речено, легализирање преку блокчейн технологијата, се дел кои што биле искористени во миксер службите. Значи од 252 до 1 милиарда, но во просек негде околу 500 милиони годишно се средства кои што се, да речем, испрани преку овие служби. Што кога ќе споредите со огромната количина од 800 до 2 трилиони долари, каде што 20 милиарди се во крипто, кои што представуваат 2 до 3% или 1 до 3, како што рековме, замислете само 500 милиарди, тоест 500 милиони се направени преку овие миксер служби. Прво, зошто е тоа така? Затоа што миксер службите има многу мала количина на ликвидност. Односно, не постои голема количина на ликвидност од која што они можат постојано да ги прават овие размени. Што значи дека големи количини на средства вие не можете да легализирате, односно исперете преку овие служби, затоа што они немаат ликвидност за тоа да го возможат за вас. Така, што значи дека миксер службите не се најголемиот непријател во светот, затоа што станува збор за ова не е ни 0,2% вкупната количина на испрани пари на годишно ниво во светот. Гледаме дека многу повеќе се користат мостови, каде што вие практично користите пренос на капиталот од еден во друг мост, во трет, во пет, со цел да се отежни следењето на овие валути и на некој начин да се направат истите да бидат легални. Каде што гледаме дека 2 до 3 пати повеќе се користат мостови за оваа намена, но повторно, мостовите се користат легално со цел пренос на капитал и информации помеѓу различни блокчейни, значи дека вие не можете да ги укинете затоа што 0,3% од вкупната количина на средства во светот се испрани преку оваа технологија. Пак ќе кажем, тоа е како да го укинете кешот затоа што 99% од трансакциите во светот од криминална позадина се трансактирани токму во кеш. Зошто тогаш не го укинат кешот? Иако стигнуваме до тој момент, но ми разбирате поентата, така. И сега, еве како изгледа во однос на останатиот дел, односно колку голема количина на средства се произведени, така речено, од криминал во крипто светот. Со тоа што имаме најразлични категории, меѓу кои можеме да видиме кога 2018 година, кога само 5 милиарди успеале да се достигнат, до 25 во 2023 година, во просек ние имаме негде околу 15 до 20, еве ќе речеме 20 милиарди, така. Да речеме дека 20 милиарди средства вкупно се обезбедуваат од противправни действија во оваа сфера. Значи 20 милиарди глобално, така. Сега 20 милиарди глобално вас ви изгледа премногу, така. Но еве чисто статистички да објасниме, значи 20 милиарди глобално. Потоа ќе го распределиме тоа во кои категории, каков тип на криминал станува збор. 20 милиарди долари годишно, кои што се дел од еве 23 да речеме, нека биде 23 како што е тоа во 2023 година. Споредбено со 3,1 трилион вкупна количина на средства кои што се направени како профит од противправни действија на глобално ниво е само 0,8%. Не е ниту 1% од вкупната количина на криминален профит. Ниту 1% и многу помалку од 1%, но како и да е. Замислете 1%
од вкупните нелегални действија и нелегален профит во светот потекнуваат од криминалните действија во криптовалутите. Сега да видиме колку од нив се реално направени од секојдневни луѓе. Или пак станува збор за нешто што едноставно не може да биде спречено, заради тоа што има многу поинаква позадина. Вака сега, според оваа листа, да земеме како изгледало сето ова во 2022 и 2023 година. Прво, кога станува збор за financing terrorism, така, значи оваа голема количина од скоро 10 милиарди, која што била само во 2022 година и никогаш повеќе. Гледаме дека поради овој голем крактаун, поддржан од Chainalysis и од сите централизирани менувачници, заедно со најголемите агенции за запирање на криминал и тероризам, е пристигната до апсолутна нула во 2023 година. Што значи дека вие не можете да финансирате тероризам кога станува збор за екстремно голем тракинг на вашите трансакции, затоа што станува збор за транспарентен блокчейн. Што значи дека целосно оваа категорија е елиминирана. Нешто незамисливо за традиционалните финансии. Кога станува збор за останатите криминали, она што можеме да го забележиме од секојдневни граѓани се украдени средства, тоа е оваа, да речем, категорија, скем, тоа е оваа категорија и ова е Darknet Market, значи тоа е користење на криптовалути за купување ствари и така натаму од Darknet. Нема да разлогуваме премногу, слободно истражете што е Darknet. Она што можеме да го забележиме е што и пазете, се уште имаме некоја минимална сума на финансирање екстремистички групи, каде што само 20 милиони долари, што е смешно, биле така речено на некој начин употребени во 2023 година, значи само 20 милиони долари биле на некој начин собрани за ваков тип на криминално действие. Ransomware е 1 милиарда, украдени средства 200 милиони, 600 милиони во скемс, значи ова се на некој начин опрлика колку имаме во оваа ситуација различни типови на криминал кои што директно потекнуваат од самата крипто сфера, со тоа што овде ќе имаме една многу интересна работа. Мораме да забележиме дека оваа зелена и портокалова средина се уствари sanctioned entity и sanctioned jurisdiction. Што значи ова се било каков тип на организации и земји кои што се надвор од допирот на глобалната правда. Во превод, Северна Кореја, Русија, Кина, било каков тип на криминални действија и посебно на пример Северна Кореја и незината општо позната, глобално позната група Лазарус на хакери, моментално прават огромна количина на криминални профити, кои што едноставно не може да бидат допрени од западните, да речем, криминални тоест антикриминални организации. Така, што значи дека овој дел од 10 милиарди па до 22-3, тоа се околу 13 милиарди, спаѓаат во ентитети кои што се надвор од јурисдикцијата на агенции како Интерпол, FBI и така натаму, се разбираме. Така да, ова ви да сакате не можете да го спречите, затоа што ова не е човек, ова не е некоја организација, ова е цела држава стои позади овој криминал. Како што последно знаеме дека хакот кој што настапи, каде што беа од една од најголемите менувачници од земени стотици илјади етериуми, беше токму Лазарус групата, која што е група која што директно е поддржана и скриена во Северна Кореја. Не можете да дојдете до нив. Така да, во оваа ситуација тоа е криминал кој што е на државно ниво. Тоа не е криминал кој што јас, вие или некој најобичен граѓанин го направи. Така да ние можеме да се попреме само на овие групи кои што ги гледаме овдека, кои што, како што кажавме, се токму тоа. Финансирање на екстремистички групи, многу мала количина. Ransomware, тоа е практично блокирање на нечи софтвер со било каков тип на упад во компјутерскиот систем, каде што барате да ви биде исплатено во одредена криптовалута за да им го одблокирате нивниот систем. Најчесто овдека станува збор за, не знам, болници, танкери, оние големи платформи во Среден море и каде што немаат избор освен да платат, така да тоа е една средина. Украдени средства, тоа е стандарден тип на крадење на средства од било каков тип на пак дали е тоа мост, дали е злоупотреба на бридж, односно мост, дали е со што и да е поврзано со директно крадење на вашите криптосредства и скемови 600 милиони, тоа е на некој начин каде што ќе ве натераат да си ги дадете вашите средства. Но како и да е, што можеме да видиме овдека? Дека вкупно оваа количина која што гледаме
е само околу 7 до 8 милиарди долари. Направена од секојдневни луѓе. За разлика од тоа, 15 милиарди е криминал направен од држави. Значи, тоа е држава која што ги користи овие хакерски, да речам, групи, со цел да направи противправна добивка, да направи криминална добивка. Така да во оваа ситуација ние не можеме да го обвинуваме блокчейн, односно криптосекторот, за тоа што Северна Кореја, Русија, Кина или било која држава која што е надвор од юрисдикција на овие глобални, да речам, полициски или криминални, антикриминални ентитети, не можеме ние да ги обвиниме технологијата, се разбираме. Тоа е како ние да обвиниме нуклеарната технологија за тоа што Америка фрлила 2 нуклеарни бомби во Јапонија, така. Што значи дека технологијата не е крива, криви се оние кои што ја користат, така. Но генерално гледано, пак ќе кажам, дури и да ги земеме овие 15 милиарди заедно со преостанатите количини на капитал направен од противправни действија во криптосекторот, ние имаме 23 милиарди кои што и сите заедно представуваат само 0,8, дури и помалку од 0,8% од вкупната количина на капитал остварен од криминални дејности, кои што представува 3,1 трилион. Значи, од 1 до 3% од парите кои што се испрани во светот и помалку од 1% од вкупната количина на криминални профити во светот. Кажете ми уште еднаш, колку крипто се користи во криминал и само за криминални дејности? Така ли е тоа? Еве, според вас, например, според се тоа што го видовме. Значи, едуцирајте се, така. Од друга страна, еве да погледнеме една многу интересна работа. Најчесто оние прозападни агенции кои што се оние кои што први зборуваат за тоа колку нели е, пак не се ни агенциите. Агенциите се многу свесни дека крипто моментално е еден од најлесните за следење технологии кога станува збор за сузбивање на криминал. Но кога станува збор за оние кои што се најгласно говорници, најчесто се било каков тип на ентитети од западниот свет. Каде што погледнете сега една интересна работа. Значи, моментално колку е големината на средства кои што од почетокот, така речено, на постоење на крипто до денеска успеале на некој начин да ги акумулираат во текот на една година за финансирање на криминал, на екстремистички групи. 2022 година, како што кажавме, тоа беше практично и исклучок за тоа што овдека се вклучија, така речено, анализис, најголемите агенции за сузбивање на криминал и успеа ова да го намалат драстично, каде што во 2023 година се собрани вкупно неверојатни 3 милиони долари, али еве дури и да го земеме 2022 година, нешто интересно кое што мора да го забележите, погледнете, значи најголем дел од овие средства се собрани во Северна Америка, во најдемократската, во најпрогресивната, онаа која што се бори за слобода, најголем дел од овие средства се собрани во Северна Америка. Не во Ирак, не во Иран, не во Либан, не во Либија, не во Алжир, Тунис, Мароко, не кај што се најголемите екстремисти. Не е во Газа, не е во Палестина, не е во Сирија, така. Туку во Северна Америка и во Европа. Скоро и да не постои, погледнете, 4600 се на се од Сабсахарана Африка, која што и дел каде што највеќе се одвиваат овие терористички активности. Со тоа што, еве уште еднаш да погледнеме. Значи, еве on-chain, каде се адресите, каде што се собирале овие средства, погледнете. По најголем дел, повеќе, тоест околу 75% од во 2014-2016 апсолутно само во Америка се случувало, во Северна Америка. За разлика од тоа, гледаме дека сега веќе и во Океанија имаме некој дел и во Европа, како што можеме да видиме највеќе, но Европа и Америка практично 99% купната количина на средства за екстремистички групи се собрани токму таму. Со тоа што, интересна работа, од 2023 до 2024 година, ова мала сума која што пак е на некој начин незначителна од 20 милиони еве да ги земеме, гледаме дека во најголем дел била собрана за што? За white nationalist supremacist. Значи, ова е наци и наци братучеди, така. Значи, гледајте кои највеќе пари собирал за во оваа ситуација за екстремистички групи. Еве колку против во Израел и евреите имаме, погледнете. Незначителна количина која ќе ги погледнете првите две, кои што се како што кажавме, white nationalist и nationalist, така. Значи, за нацистите се собира како да нема утре, така. Само чисто да ви кажам, не е за Ал-Каеда, не е за ISIS, туку е за нацистите, чисто да знаете.
И еве кога станува збор за ransomware, како што гледате и сами, најголем дел од средствата кои што се направени во оваа, да речем, средина е негде околу 1 милиарда во ransomware, односно гледаме дека во просек од 800 па до 1,25 милиарди се во ransomware направени како профит, што реално и понатаму представува една од главните проблематични, да речем, средини. Еве како изгледа во однос на плакање и ликс. Сега верувам дека data leak victims се практично каде што ве уценуваат со некој тип на податок кој што го имаат против вас, додека payments кога ви ставаат ransomware, ви го блокираат самиот систем. Еве како прилика изгледа, значи оваа табела и гледаме дека значи каде се праќаат средствата откако истите се на некој начин или обезбедени. Најголем дел се праќаат преку мостови, како што кажавме, и преку централизирани менувачници. Погледнете. Значи, незначителен дел во денешно време од останатите се користат на миксинг служби, погледнете колку малку, или на било што друго. Така. Значи, no KYC, затоа што гледаме дека се повеќе се искоренува ова како појава, скоро и да не постојат менувачници кои што работат без Know Your Customer, KYC. Најголемиот дел се како што можеме да видиме преку мостови и преку централизирани менувачници, каде што се обидуваат да ги легализираат овие средства. И како што кажавме на крај, значи, како може, кажете ми вие, да ги запрете овие групи кои што моментално функционираат во Иран, функционираат во Хути, делот на Јемен, функционираат во Либан. Значи, едноставно не може да ги спречите. Така, истата ситуација. 80 милиони долари вреден хак кој што беше на Qubit, тоа е едно да речем, поновите во 2023 година, направено од веќе познато Lazarus групата во Северна Кореја. Она што сакам да кажеме дека на крајот од денот ние имаме ситуација во која што најголем дел од овие криминали се прават директно од ентитети кои што има држави позади себе. Така, значи вие не може да обвините технологијата затоа што ја злоупотребил Иран, ја злоупотребила Северна Кореја. Си имаат своји причини, тоа нема да го разговараме денес, но овдека е главниот проблем. Станува збор за злоупотреба на технологија која што сама по себе не е ниту лоша, ниту добра. Е технологија која што за жал се користи спротивно на тоа што е наменета. И само како едно интересно напоменување би сакал овдека да го спомнам Лери Финк. Знаете кој е тој? Значи Лери Финк е CEO на BlackRock и истиот на некој начин дојде од целосно ориентираност дека крипто и биткоин се користи само за криминал, истиот да има сосема обратно мислење, па затоа и сакам да го видите ова директно од него, да не биде нели дека тоа сме го кажале ние. Значи, еве какви се неговите ставови од 2017 година, кога изјавува дека биткоин се користи само за перење на пари. Колку повеќе биткоин, толку повеќе перење на пари има во одредената држава, до момент каде што имаме ситуација во која што обратно, сега веќе е апостол за биткоин, истиот го препорачува сегде, истиот постојано го купува. These cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is. Is it true that you're building out a cryptocurrency capability? No. Bitcoin is an international asset. It's digitizing gold. Instead of investing in gold as a hedge against inflation. Wow! So who? Значи, имаме ситуација во која што за само неколку години од целосно нелегален, сега веќе се препорачува како целосно легален од страна на најголемиот ентитет во капитализмот, а тоа е нормално BlackRock, кој што има 11,5 трилиони долари под менеджмент. За интересна споредба, ако оваа технологија е криминална, тогаш само одговорете ми ова прашање. Зошто моментално имаме купено повеќе од 592,000 биткоини од почетокот на постоењето на Bitcoin Spot ETF, односно од почетокот на легализирањето на ова средство да се наоѓа на менувачници, зборуваме на глобални менувачници како Nasdaq, како Chicago Mercantile Exchange и така натаму, каде што овие ентитети можат да го купуваат. Значи 592,000 биткоини се продадени преку овие средства. Што значи дека институциите го акумулираат како да нема утре. Уште еднаш ќе ве прашам, размислете, следен пат кога некој ќе ви каже дека крипто се користи за криминал. Како се користи за криминал? За откривање на криминал. Да. 2,3% од вкупната количина на перење пари во светот и помалку од 1% од вкупната количина на профит од криминал во светот.
Тоа е се, се надам дека уживавте и се гледаме во вечерниот шаковски турнир. Поздрав од Крипто Гембиџи.